Денеска во студиото има многу интересен гостин, експерт за системи за пренос на податоци со многу големи брзини, електроинженер за телекомуникации, пред се македонец, кој зборува на македонски јазик, кој што е познат во светот како Бейс Телесмарт, силен поборник за либерализација на пазарот на телекомуникации на Западен Балкан, но со него сега ќе зборуваме за нешто друго, ќе зборуваме за криптовалутите. Добро дојде за господин Благојче Димески. Добре нашол. За почеток би ве замолила да објасните што е тоа инвестициски фонд блокчейн во криптовалути. Зошто преку фирма во Хрватска, а не од Македонија, отворате ваков инвестициски фонд во Швајцарија, во кантонот Цук? Да, во градот, поточно во градот Цук. Повелите. Океј, баш добро вака да се представиме. Значи, Опатија сите знаеме дека е град со богато минато, во место во кое би живеел и јас. Зошто Република Хрватска? Затоа што е држава каде во употреба го пушти првиот електронски пасош. Опатија ме потсеќа на мојот роден крај, Гевгелија, и по некоја случајност имаат ист број на жители, 16.000 жители. Во градот Цук ја формира фирмата Western Balkan Southeast Broadband, само поради одличните закони за криптовалути и чистиот воздух што го немаме сега во Македонија. Така. Сега, кога се подготвувавме за овој разговор, напоменавте дека прва инвестиција што ќе биде на тој инвестициски фонд... Блокчейн инвестициски фонд, така, така, ќе биде компјутер, вие ќе објасните каков и што, јас стручните изрази сега нема да ги употребам, ќе ви допуштам тоа на вас, меѓутоа поентата е дека компјутерот ќе генерира интернет. Како е можно тоа, повелете? Да. Значи, тоа се најнова технологија на компјутери, ДНК и квантни компјутери. Проблемот сега, Google тек сега го најави уште пред неколку години, пред 5-6 години Google, дека има таков квантен компјутер, но тоа не беше точно, но имаше проблем со преносот на кубитите во системот и тој проблем го реши сега на 12 ноември оваа година. Но Google не го реши прв проблемот и да направи таков компјутер, го направи еден универзитетски професор по физика, господин Владан Вулетич од Универзитетот за технологии во Масачусетс, Бостон. А иначе многу едноставно. Нема што да се измислува топла вода, тој квантен или ДНК компјутер. Да ви кажа дека го направи Google, дека има такви проблеми. Е сега што е добро, што професорот Владан Вулетич од Универзитетот за технологија во Масачусетс од Бостон го понуди на платформата Амазон и тој компјутер може да се изнајмува 3 пати неделно. Така да прво, за да ги направиме тестовите за оваа иновација, ова не е пронајдок, ова е иновација што ја имам за компјутер со без користење на интернет, ќе објаснам, па сепак тоа е нешто користи со многу мал проток на податоци за синхронизација, тоа му треба за синхронизација. Така да, ајде, подоцна ќе објаснам по-детално, да објаснам што се кубити. Спомнав зборот кубити, тоа се неутрални атоми и тоа е стрим кој може да има вредност 0 или единица, тоа значи за обичниот граѓанин има светлина или нема светлина, преку системот, но не се знае неговата вредност на тој кубит, односно на вредноста на битот, без тој да се измери. Така да преносот на податоци може да се пренесе само со еден бит, односно кубит, од една точка на светот до друга точка на светот. Брзината на обработка на информации на овој персонален компјутер, ДНК или, како да кажеме, квантниот компјутер, во однос на денешните компјутери не може ни да се спореди.
Овој персонален компјутер што ќе обработи за една секунда денешните персонални компјутери или сервери или компјутери, не може тоа да го обработат за милиони години. Значи нема никаква споредба, значи зборуваме за друга димензија. Зборуваме тука за светлина, за пренос на податоци со светлина, не зборуваме за напон, не зборуваме за струја. Така да ова е стварно големо револуционерно откритие на овие професори од Америка. Така да од тука дојдов на идеја да направам нешто мое иновативно. Да, каде би се произведувал тој компјутер? Па ќе видиме уште не се знае, може во Силиконска долина, може во Македонија. Мене ми е желбата тоа да се произведе во Македонија. Имаме научници во Македонија. Мене ми е многу близок пријател, ми го поздравува Зоран Хадживелков. Тој е најмлад академик експерт за телекомуникации и најмлад академик на Македонската академија за науките и уметностите. Кога веќе би почнале со производството, колку би бил тој достапен? Дали секој би можел да кажам со иста приближна или цена? Како би тој функционирал? Дали јас како обичен граѓанин можам да си купам од вас таков компјутер? Тоа е целта. И да си имам интернет кој што на некој начин сама би си го произведувала. Тоа е целта. Како би си го произведувала сама? Уште немаме направена естимација, не знаеме какава ќе биде поборувачката на на тие компјутери, на тие персонални компјутери. И сега во моментот ја немаме цената која би била. Работиме на тоа за да ја пресметаме цената, но не знам, моја проценка дека вредноста ќе биде на тој компјутер околу 1 биткоин. Тој би била вредноста, значи околу 1 биткоин. Еве само можам да објаснам, нели, па појасно да биде и за гледачите. Значи овој персонален компјутер има многу голема и широка примена. Има примена во криптографијата. Значи, со пуштање на ваков компјутер, криптографијата ќе мора да се смени комплетно. Значи, оваа денешна криптографија што ја имаме, ќе падне во вода. Потоа ќе може секој сам, односно секој што ќе го има тој компјутер, да ги заштити сам податоците. Не да му ги заштитува Apple, не знам, Google, Samsung, значи останатите производители или IBM или Hewlett Packard или било кој производител на персонален компјутер или на телефон. Дали тоа најудски кажано би било јас сум си газда сега сама на своите податоци, сама ги менаџирам, сама. И никој не може да ви ги пробие. И никој не ќе може, тоа ќе гарантираме дека никој вашите податоци не може да ги пробие. И нема теоретска шанса да ги пробие вашите податоци што ги имате во вашиот компјутер. Нема технологија измислено за да тие податоци се пробијат. Секогаш новата технологија е нешто напред што не може, што треба време да кажам условно за да некој свати зашто стане збор и да ја пробива. Тоа е многу едноставно. ДНК компјутерот користи ДНК, човечка ДНК. И во тој ваш персонален компјутер ќе се интегрира вашата ДНК и вашата ДНК ќе биде шифрата за кодирање, односно за пренос или за вашите информации. Кога вас ве слушам вака, мене тоа ми изгледа на научна фантастика. Да. Колку тоа е време, колку тоа може да се реализира, кога може да се реализира? Може ли набрзо светот да се соочи со нешто вакво, например, да кажам, за помасовна употреба за 5, за години или за 10 или за 2? Какви се вашите проценти? Не зборуваме за токаво време. Зборуваме за максимално за 1 година. Значи за 1 година ќе имаме една нова компјутерска реалност. Да, така, да. Би се кажа. Максимум може да биде и помалце. Така да со користење на ДНК-то треба некој да ви ја пробие вашата ДНК, односно треба да ја има вашата ДНК за да ви ги пробие податоците. А кој би имал интерес од таа работа за да ви ги пробие податоците? Зошто? Тоа е кражба, тоа е нешто што е забрането во светот, не? Ја спомнавте вредноста на компјутерот. Само не докажав, извинете, ќе ме извинете. Тоа е првата придобивка
за криптографијата. Втора голема придобивка на овој компјутер, значи, бидејќи спомнав дека со многу голема брзина работи во однос на милиони години во однос на обичните компјутери, има многу голема примена и имам разговарано да се понуди на фармацевската индустрија, да се понуди на фармацевската светска или наша ОКУИД го имаме како пример или реплика кај нас, за тестирање, значи за откривање на нови лекови, значи да се откријат нови лекови без тестирање на луѓето. Значи може за 2-3 минути да се открие лек за рак на белите дробови. Тоа примерно е, не знам дали имате информација, дека Куба има развиено најдобра медицина. Никој не знае дека во Куба има најдобра медицина. Куба има измислено пред 40 години инекција која го претвара ракот на белите дробови во хронична настинка. И луѓето си живеат. Друга голема исто предност има, секој ќе може да пресмета за своето место во својот град каде што се наоѓа, за временските и климатските промени. Значи, пред да излезам са бајле, ќе проверам какво ќе биде времето. Значи, може да ми каже, значи компјутерот да пресмета точно во минута дали ќе врне, дали нема да врне, дали ќе дува ветар, дали нема да дува ветар, значи комплетно може да ми направи комплетна да добијам слика за временската прогноза во мојот град и во местото каде што сум. Значи имаме едно паметно суштество, многу попаметно од самите луѓе наспрема нас, што е некоја блиска иднина, како што ја најавивте. Кога зборувавме за цената, нели, што евентуално ќе има тој вид на компјутер, ми кажавте ќе биде како еден биткоин. Пак ќе се префрлиме цената на биткоин. Да. Кој да само не објаснив, тоа го објаснив, таа технологија е измислена, значи нема што да се измислува, него ја би објаснил каде е иновативноста на оваа работа. Значи, информациите, записот на информациите. Значи, информациите ќе се запишуваат во стрим од кубити. Тоа е нули и единици, тоа објаснив што се кубити. Кога ќе заврши стримот од кубитот на персоналниот компјутер, ќе има потреба од синхронизација. Сега, уредот може да се програмира, да се направи така, да работи со години без да му треба синхронизација. Односно, сите информации кои не интересираат, да ги знаеме и да бидат запишани во персоналниот компјутер и истиот да го генерира кубит стримот. Ова е нешто на кој има работено, односно иновации Никола Тесла. И користените информации од Никола Тесла, од неговиот втор дел од животот, значи јас користев, го читав дневникот на Никола Тесла, но за неговата работа вториот дел на животот, од 7 јануари 1900 година до 7 јануари 1943 година, кога починува во Колорадо Спринг, еве додека технологијава што ја знаеме, односно технологијата на Елон Маск што ја користи, и неговите изуми на Никола Тесла во вториот дел на животот не можат да се споредат. Еве само за пример ќе кажам, во првиот дел на животот Никола Тесла направил пренос на битови на светлина преку оптички кабел. И тоа е денеска светот, примерно ако немаме оптички кабли, нема да функционира. Со користење на магнетното поле е направена компанијата Тесла. Значи со користење на магнетното поле, знаеме која е денеска Тесла. SpaceX исто мене ме интересираше што значи името SpaceX, од каде. X-от го знам, го имав и во мојата компанија Телесмарт. X-от е знак за комутатор. Не е, сите знаат дека е тоа за нешто непознато, за нешто тајно. Така да X-от е за
знак за комутатор, за комутација. Тоа е знак за поврзување на централите, на свичовите, на луѓето. Тоа е таков знак. А спејсот зошто е избран? Сите знаеме space, што значи, нели? Празно на македонски значи празно место. И спејсот е најголемо копче на сите тастатури во светот. Но спејсот, односно празното место, во ни еден ASCII код што го користи денешното општество, не може да го преведете. Не постои. Проверете на интернет, проверете за да се кодира. Празното место не можете вие вие треба сами да го генерирате. Значи, вие треба, ако е 8-битно, ако податоците 8-битни се, нели, македонската азбука, македонската тастатура, англиската тастатура, сите тастатури се кодираат со 8 бита. 8 бита за местото space, за празно место, не постои. Треба вие сами да го генерирате. Така да има многу голем спој многу големи сличности меѓу мене и Елон Маск во минатото. Така. Многу се ова стручни работи. Кој лично не го Многу се ова стручни работи за нашите гледачи. Еве, поедноставно ќе објаснам. Значи, ова е технологија стара 33.000 години. Така. Значи, Никола Тесла, со изумите на Никола Тесла, во однос, јас многу се интересирав за вториот дел на животот, и најмногу информации за вториот дел на животот има новиот Никола Тесла. Тој се вика Горан Марјановиќ, електроинженер, практичар, помалку познат како Никола Тесла, кој светлината преку теоријата на релативност, сите ја знаате е еднакво на m по c на квадрат, ја спојува брзината на светлината со просторот и времето. Тоа значи телепортација. Так. Значи, едно тело, ако се движи со брзина на светлината, нема маса, значи материјата станува бран. Значи, станува светлина. Тоа не знам, тоа треба некој да го докаже, никој не го докажал, предизвик ми е тоа да го докажам. Малку на полесна би кажала тема за нашите читатели и гледачи. Еве, за биткоинот. Колку е во моментот вредноста на биткоинот? Па сега немам телефонот ми се изгаси. Од прилика не мога денеска, меѓутоа сигурно знаете, овие денови околу колку се движи? Околу 17.000 така. Американски долари. Сега не знам колку е во евра, во денари. Така, околу 17. Колку е, ама може да се пресме. Вие и вредноста на самиот компјутер ја кажавте во биткоини, односно во еден биткоин, па би кажала во Македонија не е така. Во Македонија не е забранета нели трговијата со криптовалути, меѓутоа сепак не е ни средство официјално за плаќање, никој нема да ви забрани, меѓутоа многу експерти па и од Народната банка, кога сме разговарале, велат тоа се виртуални пари, тоа е еден вид на трговија, да кажам, како да се коцкате вие, меѓутоа вие сте поборник на тоа дека иднината на валутите во еден вид на нели во криптовалути. Би сакала еве да ги слушнам вашите аргументи за тоа. Добро, еве, јас имам многу купувано опрема, персонални компјутери, друга опрема, како македонец, со биткоини. Опремата сум ја увезол во Македонија. Так. Сум платил данок и царина за истата. И истите ден денеска се користат. Така да не знам што е проблемот со биткоините. Јас со биткоини сум купувал опрема. Сега проблемот што настануваше за увоз на тие уреди, проблемот е што треба да имаш фактура издадена, ама таму кај што купував ми издаваа во што сакаш, во евра, во долари, ми издаваат фактура. Фактурата си ја приложувам до царина. Си плаќате данок. Си плаќам данок и си увезувам, така да нема никаков проблем, еве како македонец, за тоа да. Нели реков дека нели се чувствувам како македонец.
Кога нема разговаравме, проблем, да. дури зборувавте и за предности што има овој начин на плаќање во смисла на запис, дека се знае и нели се следи таа трага на парите. Може ли малку повеќе за тоа како Многу гледате? тоа е многу едноставно. Ако знаете што е биткоинот, тогаш Ајде малку објаснете го. Малку би кажала не многу стручно, значи Ајде, приближите го на народот. Со една реченица ќе Ете го така. објаснам. Значи, биткоинот е главна книга на трансакции на светот. Во биткоинот е запишано секоја трансакција што е направена на секој граѓанин на овој свет во секое време. Затоа велите дека се ќе се знае со биткоинот. Дали сметате сега со енергетската криза дека е загрозена и днината на криптовалутите? Па, целта на измислување на овој компјутер е да, бидејќи спомнав дека е врзана со ДНК, и целта е да секој граѓанин на овој свет има таков компјутер. Како секој што има денеска еден имейл, повеќе имејли, еве имаме проблем со, нели знаеме сите со праќање на имејли, со пријавување на бомби, таков проблем не ќе може да се јави. Значи ќе се реши проблемот на бомбите, ќе се реши проблемот многу едноставно, значи ако се користи биткоинот или криптовалутите, не ќе може да одат фирмите во стечај. Да кажеме, не постои фирма затоа што плаќањето се врши на многу пократок период. Знаеме во Европа, во Америка, дека плата се зема на 7 дена, кај нас се зема на месеца, можда и со години, еве, не се зема. Еве, слушаме дека државата не плаќа 3 години, не плаќала за струја на МЖ транспорт, не платила струја за клинички центар. Како може држава да не плати на економски оператор, во случајот Евана, 3 години? Значи, ова би го решило, значи, порамнувањето и плаќањето на сметките и договорите, тие тука постоја смарт контракт, за тоа е направен Етериумот. Етериум е уствари смарт контракт, во кој се дефинираат условите, нели, што сакам јас од вас да купам и дали вие ќе ми извршите таа услуга. Се договараме, го потпишуваме тој смарт контракт, односно со едно кликање на компјутерот и немаме проблем. Јас парите ги депонирам во посредник, тие пари стојат додека не потпишам дека јас услугата од вас сум ја добил така како што е напишано во смарт контрактот. Ако вие не ми го направите тоа, што сум го нарачал кај вас, вие нема да ги добиете парите. Ке ми ги вратат парите назад. А ако го добиете, јас потпишам дека вие тоа што јас сум го нарачал сте ми го извршиле, парите ќе ги добиете веднаш. Нема да чекате ни 8 дена фактура, ни 90 дена Телеком да ви плати, ни не знам, 3 години да не се плати струја. И порамнувањето се дешава на секој 10 минути. Во биткоините, ако користите биткоин, блоковите за запишување на информацијата се на 10 минути. Ако случајно е преполнето, во наредниот блок за 20 минути, ако не за 30 минути. Ама тоа да кажеме, до сега се има десено еднашка или два пати во историјата на биткоинот. Така. За крај, кои се вашите идни планови? Верувам дека ги имате многу, ама еве да кажам сосема кусо, кажете неколку. Добро, еве, кога секој граѓанин, мојата цел да кажеме, можам да ја кажам, секој граѓанин на светот, секоја фирма, држава, институција да има собствена криптовалута. Но таа криптовалута нема да биде во форма, во криптовалута која ние ја познаваме денеска. Денеска криптографијата е развиена да користи до 512 бита во секунда и првата криптографска хаш функција што е направена користи 512 бита. Односно, внатре е запишан само еден бит и пораката која треба да
да биде кодот. Така. А секој кај нас, во джеп, нели за среќа носи $1. Ако има македонски денар, носи 1000 денари. На $1 пишува во Господ ние веруваме. Имаше таква судска постапка, има и таков филм, дека Дедо Мраз постои, нели од тој долар. На Македонија, на 1000 денари, сите знаат дека е Богородица и Исус, нели, Синот Божи, нели. Така да, ја мислам дека човештвото ќе обстане, а ќе обстанат, односно и ќе се формираат многу криптовалути. Ви благодарам, Димески, за овој исцрпен разговор. Има многу што уште да се зборува со вас, но се надевам дека ќе имаме повторно прилика. Па може би кога ќе профункционира и фондот, да кажете нешто повеќе за тоа или за некој ваш нареден проект. Добро, можеме уште едно да кажам. Значи се залагам за побрзо да не примат во Европска Унија. И колку побрзо би се реализирал овој проект, толку побрзо би не примиле. Мојата цел е да 1.1.2024 година влеземе во Европската Унија. За тоа имам и еден исто многу сериозен проект. Името на проектот се вика Bitstream. Тоа е да докажам дека можам да пренесам еден кубит околу светот побрзо од Елон Маск, односно од SpaceX. И мислам дека имам таква технологија. Па ајде да видиме, тоа да го ставиме како предизвик, да го испровоцираме, бидејќи не го познавам Елон Маск. Знам многу познати еминентни професори кои го измислил интернетот, IPv4, IPv6, господин Вин Црф и Боб Кан се двајцата професори кои тоа го имаат направено. Поздрав и до нив, поздрав до моите професори и ментори, господинот Цане Котевски, професор доктор Борисов Поповски, поздрав до најмладиот академик на Македонската академија за науките и уметностите, експерт за телекомуникации Зоран Хадживелков, така да верувам дека тие ќе ми помогнат да го реализираме овој проект. Ви посакувам тоа така да се случи. Благодарам уште еднаш на разговорот. Благодарам.